Драги дечиња, драги првачиња, на денешниот час по македонски јазик ќе се запознаеме со буквата И на повеќе различни начини ќе ја откриваме. А тоа е и целта на нашиот час. Да ја откриеме буквата И, да ја одредиме местоположбата на буквата И во зборот, да ја препознаеме буквата И во напишаните зборови. Очекувам на крајот од овој час дека вие ќе ја препознавате буквата И, ќе се потрудите и умеете да ја пишувате буквата И ќе ја одредувате местоположбата на оваа буква во зборовите. Но пред да започнеме со нашите активности, подгответе ги вашите тетрадки по македонски јазик, комплетот со боички и едно остро моливче. Сопирајте го видеото и подгответе се секогаш кога ќе имате некое задолжение да направите од видеото. А сега внимателно слушнете ме. Јас ќе изговорам една брзозборка, а вие треба нешто да забележите. Брзозборка е, затоа брзо ќе ја изговарам неколку пати. Ајде. Или на има игла, Игор игри игра. Или на има игла, Игор игри игра. Или на има игла, Игор игри игра. Кој глас најчесто го слушате? И. Гласот И. А сега, бидејќи секој глас има своја буква, брзозборката ќе ја запишуваме и со зборови, а вие сами ќе откриете која е буквата И. Или на има игла, Игор игри игра. Или на има игла, Игор игри игра. Или на има игла, Игор игри игра. Откривте ли, драги првачиња, која е буквата И? Ова црвената. Почнуваме да истражуваме се за буквата И. Што мислите? Освен со пишување во тетрадката, со што најлесно можеме да ја направиме буквата И? Еве пред нас сега на масичката. Верувам дека повеќето од вас имате пред себе реквизити со кои што може да ја направите во моментот. Боички, моливчиња, шпатулки, цевчиња. Само треба да се обидете. Сопрете го видеото и изберете со што ќе ја правите и направете ја буквата И. Еве неколку интересни начини. Со пластелин, со коцки, со ски, со капачиња, со шпатулки. А сега да размислиме нешто друго. Дали ние со помош на нашето тело можеме да ја направиме буквата И? Со трупот, рацете, нозете, главата, без да држиме нешто во рацете? Или мислите дека ви се потребни уште две другарчиња? Сопрете го видеото, станете, обидете се, со стоење, седење, свиткување на вашето тело или слично, да ја направите буквата И. Доколку успеавте, браво! Ево ова другарче се поставило вака и ја направило нашата буква, исто како кога се одмарате после напорните вежби на часот по физичко. Продолжуваме да истражуваме. Колку нештата во природата потсетуваат на буквите од нашата азбука. Во нашиот случај ќе ја бараме низ слики, односно ќе ја откриваме буквата И. Активноста се вика ми личи на И. Погледнете ја добро сликата, внимателно барајте ја буквата И во неа. Што е тоа што ви личи на буквата И? Сопрете, разгледајте, погодете. Јас ги открив овие букви. Ова со синото обележано, оградата значи личи на буквата И, легнати букви повторно на оградата и легната буква И, односно исправена, овде на оваа врата. Следна слика. Дали овде ја пронаоѓате буквата И? Јас, меѓу стеблата на овие две дрва. Гранките помеѓу овие две дрва формирале буква И. Каде е буквата И во овој селски двор? На ветерницата, на вратата од шталата има неколку букви, па дури и животните ги поставиле своите нозе во форма на буквата И. А дали во оваа убавина нешто ви личи на И?
Мене? Да. Течението на реката. Овие две елки формирале буква И. Дури од блесокот на водата ја прави буквата И. Видовме дека буквите ги има насекаде околу нас, а не само во книгите и во тетрадките. Само треба да ги забележиме. Активноста што следи се вика на почеток, на средина, на крај. Измислуваме зборови. На почетокот измислуваме зборови кои што започнуваат на буквата И. Се присетивте ли барем на еден таков збор? Јас да. На индијанец, на инка, на играорци, на игла. Но сега дали во сите зборови што ги слушнавме И беше на почетокот? Ајде тоа да го видиме запишано. Индијанец, инка, играорци, игла. И е секаде на почетокот. Црвената буква И. Така е. Измислуваме зборови кои што завршуваат на буквата И. Се присетивте ли барем на еден таков збор? Очи, ракавици, патики, пчелички. И повторно да провериме дали сме во право. Дали во сите овие зборови гласот И го слушавме на крајот на изговорениот збор? Да, црвената буква го покажува тоа, дека последно го слушаме гласот И. Измислуваме зборови каде буквата И е на средина. Риба, телевизор, месечина, лист. Дали во овие зборови гласот И беше на средина на зборот? Во запишаните зборови буквата И е на средина на сите 4 збора. Браво! А сега следува една подвижна игричка, за која што ќе треба да станете или да се повлечете малку од масата настрана. Играта се вика Допри Допри. Како и секоја игра, и оваа игра има правила. Внимателно слушајте го зборот што ќе го кажам. Ако зборот започнува на буквата И, допрете ја главата со рацете горе. Ако зборот има буква И која што е на средина, допрете ги ушињата. Ватете се за ушињата. Ако И ја слушнете на крајот на зборот, допрете се за раменцата. Значи, И на почетокот за главата, И на средината за ушињата, И на крајот на раменцата. Почнуваме. За секој збор има слика, а потоа напишаниот збор е вашата проверка. Дали сте сгрешиле или сте во право. Верувам дека добро ќе се забавувате. Џин. Џин. Доколку се фативте за ушињата, браво, затоа што буквата И е на средина. Изгреј сонце. Изгреј сонце. Ако се допрете на главата, сте во право. Обетки. Обетки. Игуана. Игуана. Повторно требаше да се допрете на главата. Зид. Зид. Ушињата. Играчки. Внимавај. Играчки. Два пати буквата И. Глава, раменца. Книга. Книга. Слика. Слика. Ски. Повторно внимавај, две букви. Ски. Ирвас. Ирвас. Тоа
беше последниот збор од оваа игра и доколку ја изигравте правилно, браво, а ако направивте 3 грешки или повеќе, вратете се повторно на играта. Верувајте, ќе успеете. А сега погледнете убаво оваа портокалова линија искршена. На што ви личи? Мене ми личи на планински врвови, на бранови, на трева, на забите на волчко, на покриви од прилепени куќи. И сега сопрете го видеото, отворете ги тетрадките, земете ги вашите дрвени боички и ќе се обидеме да ја пишуваме оваа искршена линија со боички. Следи ја насоката која што ја покажува жолтото моливче. Почнуваме од линијата. Право надолу, косо нагоре, право надолу, косо нагоре, надолу, косо, без кревање на моливчето. Доаѓаме до крајот на редот. И потоа повторно пишуваме уште еден ред со боичката која што ќе ја одберете сами. Значи, внимавај, линијата се пишува од озгора надолу, задолжително. Надолу, косо нагоре, од озгора надолу, косо нагоре и цело време пишуваме исправени линии. Прави линии. Ако правилно сте ја добиле оваа линија, ученици, тогаш вие умеете да ја пишувате буквата И големата и малата, кои воопште не се разликуваат по ништо друго, освен по големината. Рековме дека оваа искршена линија личи на орото на буквата И. Или како многу букви И да се допреле едно до друго, бидејќи им студи. Но ние сега ќе ги раздвоиме и ќе ја пишуваме самостојно буквата И. Ќе се обидеме. Следете ја насоката на моливчето повторно. Исто е како претходната линија. Од озгора надолу, косо нагоре, повторно надолу. Завршуваме со пишување на буквата И. Го креваме моливчето, оставаме простор од едно прсте и продолжуваме со втората буква на истиот начин. И еден ред мали букви обидете се да напишете во тесниот ред, за на крај во овие две облачиња, во розовото, да нацртате нешто што ви личи на што започнува на буквата И, значи во розовото нешто што започнува на буквата И, во синото нешто што завршува на буквата И. Тука е крајот на денешниот час откривање на буквата И. И сега да ве прашам, како се чувствувавте на овој час? Дали сега ја препознавате буквата И? Дали беше лесно да ја напишете? Дали умеете да одредите каде таа се наоѓа во зборот? Доколку одговорот на овие прашања е да, браво. Во спротивно, пушти го ова видео уште еднаш, со сигурност ќе разбереш се за буквата И. Буквата која што се крие под кое ливче од сликата? Под зеленкото дабово ливче. И уште на крај, за домашна задача, оживеј ја буквата И, односно направи среќна буква И. Еве неколку примери што се може да ја додадете на буквата за да ја направите среќна. Дечиња, доколку ова го правите со секоја откриена буква од нашата азбука и на крајот, ако ги споите сите 31 букви, односно листови на оживеани букви во една книга, тогаш вие сте мали автори. Тогаш ти ќе бидеш автор на една твоја македонска букварка. Букварка исполнета со среќни ликови. До видување, до следното видување.